Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Од денешните настани издвојуваме. Коронавирусот ќе ги затвори градинките и училиштата во наредните 2 недели. Во училиштата се почесто се регистрираат инциденти со вербални расправи и физички пресметки. Председателот на огранокот на движењето Беса во Тетово даде оставка поради коалицирањето со СДСМ. Коронавирусот ќе ги затвори градинките и училиштата во наредните 2 недели. Владата донесе одлука да нема настава, а забранети се масовните собири како и спортските надпревари со публика. Комисијата за заразни болести препорача, а владата донесе одлука поради коронавирусот, настава во сите основни и средни училишта, да нема во наредните 14 дена на територијата на цела држава. Се забрануваат масовни собири на отворен и затворен простор со над 1000 учесници. Спортските надпревари еден месец ќе се одржуваат без публика. Мерките следуваат откако вчера беше регистриран првиот случај на локална трансмисија, кога коронавирусот беше потврден кај тројца членови на семејството на брачната двојка од Дебарско, која со инфекција дојде од Бреша, Северна Италија. Прво, да се прекине воспитно-образовниот процес и настава во сите детски градинки, основни и средни училишта на територијата на целата земја во наредните 14 денови, да се ослободат вработените од работните обврски во овие институции, за еден родител до 10 годишна возраст на децата ќе се дозволи отсуство од работа, кое што ќе биде целосно платено во јавните, во приватните институции, исто така во тек на следните 14 денови. Понатаму се прекинува наставната дејност, процесот во високообразовните установи на територијата на целата држава, како и во јавните научни институти. Понатаму се забрануваат масовни собири и настани на отворен и затворен простор со над 1000 учесници на територијата на цела земја во наредните 14 денови. Министерот Воен упати апел да се седи дома и да нема масовни посетувања на игротеки, како што беше случајот кога имаше епидемија на морбили. Филипче посочи дека во земјава стотици лица се изолирани по вчерашната вест за заразената докторка. Луѓе кои што присуствувале на симпозиумот минатиот викенд, 64 вработени од клиниката, околу 24 пациенти, тоа е дополнителен број на оние што беа претходно. Другите луѓе кои што беа во изолација, кои што досега немаат симптоми, се практично сопатници на првата пациентка. Тоа се 12 луѓе и тие во текот на денешниот ден или утре ќе бидат посетени, прегледани и ќе биде констатирано дали треба да се тестираат од страна на локалните епидемиолози. Така да имаме полициско обезбедување таму кај што епидемиолозите оцениле дека е потребно да има обезбедување, нема обезбедување заради тоа што колегите се во практично секојдневна комуникација меѓусебна и со епидемиолозите, тоа се тие луѓе кои што се во изолација од вчерашниот ден. Првата пациентка, 50-годишната жена која допатува од Италија, е веќе целосно излечена од вирусот, а во моментов се тестира 16-годишна девојка со сомнителни симптоми. Во Гостивар досега нема регистрирани случаи на заразени со коронавирус. 11 лица кои допатувале на 27 февруари од Италија се наоѓаат во домашна изолација и се под здравствен надзор. Досега никој од нив не развил симптоми сомнителни на корона. Бројката на заболени од опасниот коронавирус во Македонија се искачи на 7. Здравствените екипи кои ги следат тековите на гостиварското подрачје оценуваат дека засега состојбата е стабилна. Во Гостивар нема регистрирани случаи на заразени. 11 лица кои допатувале на 27 февруари од Италија се наоѓаат во домашна изолација и се под здравствен надзор. Досега никој од нив не развил симптоми сомнителни на корона. Последните информации се дека во моментов немаме активен заболен од коронавирус. Имаме околу 11 случаи
11 случаи кои се наблюдуваат и се во карантин. И тие се следат и се даваат препораки во случај дека се појави симптомите кои се карактеристични за ова заболување, како што се температурата, кашлицата и проблеми со дишењето, да се јават одма во институциите на нашата болница, тоест во инфективното оделение, за да бидат препратени понатаму во клиничкиот центар во инфективната клиника. Но ние ги земаме сите неопходни мерки и ситуацијата е таква каква што е, стабилна е, немаме активен заболен од коронавирус во Гостивар. Домашната изолација за 11 лица истекува задутре, пошто зависно од нивната состојба ќе се одреди дали се потребни натамошни мерки. Надлежните секојдневно нагласуваат граѓаните да ги следат препораките и советите, со што ќе го намалат ризикот од ширење на вирусот. Па тие што допатуваат од странство и покрај тоа што ги поминуваат прегледите во граничните премини, сепак треба да следат нивната здравствена состојба во случај на појава на истите тие што ги спомнав премалку, температура, кашлица и проблеми со дишењето и основните, тегоби, одма треба да се јават во нашите служби. Но што би се препорачало на сите граѓани на нашата општина, да се одбегнуваат групирање во поголеми групи, ракување, одржување на личната хигиена со често миење на раце и лице, така што со тој начин би можело да се избегне евентуална контаминација од дотичниот вирус. Локалните институции и организации во Гостивар ги откажуваат јавните настани. Во Центарот за култура нема да се одржуваат културни манифестации додека траат препораките за неодржување на помасовни собири. Гостиварскиот Црвен крст ги одложи обуките по прва помош за возачи за оваа и за следната недела. Влијанијата на коронавирусот врз економијата. На оваа тема разговараа низа експерти на Штуловиот универзитет во Тетово. Надежите и кај експертите се дека последиците од ширењето на вирусот ќе бидат краткорочни. Голем број на вработени луѓе нема да можат додат да произведуваат. Тоа ќе влијае на страната на понудата на стоки и услуги. Исто така, голем број луѓе нема ниту да трошат, со што ќе се влијае и на побарувачката. Ова се двата најважни економски аспекти кои се погодени од ширењето на коронавирусот. На Штуловиот универзитет во Тетово експертите дебатираат токму на оваа тема. Доколку овие ефекти се од краток рок, 30 до 60 дена, тога и светската економија некаде од септември повторно би се вратила на патеката на раст, како и пред влијанието на коронавирусот. Меѓутоа, доколку тоа е од подолгорочен карактер, а исто така и дојде во корелација и со други фактори на економскиот раст, и доколку има продолжено влијание, тога и светската економија може да влезе и во подолгорочна рецесија. Сериозноста на ефектите во земјава се уште не е на високо ниво, тврдат експертите, но сметаат дека ситуацијата треба будно да се следи. Доколку тоа се продолжи и трае, најверојатно ќе треба да има покрај мерки од монетарната политика, мерки од фискалната политика, исто така да се проценат состојбите и да се преземаат и подолгорочни мерки. Исто, иако лоше весе берзите дека паѓаат и цената на нафтата, меѓутоа цената на нафтата во Република Македонија е инпут во трошците на производството и тоа исто така, доколку потрае, може да делува и на ублажување на ефектите од кризата. Според експертите, најмногу погодени сектори се туризмот и извозот. Насилството меѓу учениците станува сериозен проблем. Во училиштата се почесто се регистрираат инциденти со вербални расправи и физички пресметки. Проблемот бара системско решавање со вклученост на сите институции. Агресијата и насилството се повеќе присутни меѓу малолетниците. Вербални расправи и физички пресметки каде се употребуваат дури и ножеви често се регистрираат меѓу учениците во училиштата. Годинава за тројца ученици од Тетово веќе има донесено најстроги дисциплински мерки. Ова година имаме 34 ученици кои што
на кои што им е изречена највисоката педагошка мерка, а тоа им е оддалечување од тоа училиште и запишување во некое друго училиште, и со тоа се известуваат и другите социјални служби од градот кои што се надлежни за работа со малолетници. Најпрво родителите, па потоа наставниците и педагозите треба најмногу да работат со децата. Насилството станува сериозен проблем на кој мора да се работи. Едукацијата и превенцијата се клучни, велат во училиштата. Ние имаме многу пати прилика да видиме и сме сведоци на ученици кои си учат редовно посетуваат настава, напредуваат и одеднаш нешто се случува. Веќе знаеме дека нешто се случува со семејството. И не често, меѓутоа се случува и доаѓаат родителите, кажуваат дека имале некои проблеми. Детето не сакајќи тоа несвесно го рефлектира преку неговото однесување. Веќе подолг период и тетовската полиција е со задолжително изголемено присуство околу училиштата. Сите училишта на тетовското подрачје секојдневно се покриени со полициско присуство, а посебен акцент при тоа им е ставен на меѓусмените, големиот одмор и периодот по завршување на часовите. Проблемот со агресијата кај младите треба системски да се решава со вклученост на сите институции. Упатените велат дека можеби е потребна стратегија и посериозен пристап на проблемот, чие решавање засега очигледно не дава некои поголеми резултати. Председателот на огранокот на движењето Беса во Тетово даде оставка поради коалицирање со СДСМ. Инаку на вчерашниот конгрес СДСМ и коалицијата Беса ги објавија листите за пратеници. Газмен Талиу преку Facebook статус даде неотповиклива оставка од функцијата председател на огранокот на движењето Беса во Тетово. Според напишаното, истото го прави поради тоа што е разочаран од коалицирањето со СДСМ. Во статусот меѓу другото се вели: Срамно е што го искористивме светиот збор Беса, ја злоупотребивме религијата и нацијата, трчајќи во коалиција на интереси со СДСМ, напиша Алиу на Facebook. Од Беса пак велат дека со партиски став ќе излезат откако ќе се одржи состанок на ограноците. Инаку на вчерашниот 24-ти конгрес на СДСМ беше прифатена предлог програмата како и предлогот за тандемски носители на сите изборни единици. Изборната единица 1 ќе ја предводат Никола Димитров и Мила Царовска, двојката Оливер Спасовски во тандем со Сања Лукаревска, третата изборна единица ќе ја водат Љупчо Николовски и Јагода Шахпаска, Зоран Заев останува носител на четвртата заедно со Сонја Мираковска. Петтата ќе ја предводи Радмила Шеќеринска заедно со Јован Митревски, додека шестата изборна единица ќе ја предводи председателот на Беса Билал Касами заедно со координаторот на СДСМ Фаница Николовска. Од редовите на ДУИ пак лидерот на партијата Али Ахмети како носител на листа ќе настапува во шестата изборна единица. Во првата Изет Меджити, во втората Арбар Адеми, спикерот Талат Џафери ќе биде носител во петтата изборна единица, додека Беким Незири ќе биде носител во третата. Од ВМРО ДПМН се уште не ги објавија предлог листите за пратеници во изборните единици на престојните парламентарни избори. Од СВР Тетово информираат за нападнат полициски службеник. Во текот на изминатото деноноќие се приведени неколку лица поради разни основи. Приведен 33-годишник од Тетовска Голема Речица од страна на полициски службеници на СВР Тетово кои преземале мерки околу паркирање на улица Маршал Тито во Тетово, бидејќи се однесувал агресивно кон нив, ги навредувал, а потоа и физички нападнал еден полициски службеник. Ноќеска во 3 часот и 35 минути, 21-годишник од Тетово пријавил дека околу 1 часот во неговиот угостителски објект во Тетово физички бил нападнат од 3 лица, од кои 2 познавал од порано, кои биле под дејство на алкохол и во објектот искршиле дел од инвентарот. Вчера вечер околу 20 часот и 20 минути на улица Илинденска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 46-годишник од Тетовска Мала Речица и 40-годишник од Струшкола Дориште, затоа што при преглед кај нив е пронајдена марихуана. Вчера околу 20 часот и 30 минути во полициското оделение Групчин се само пријавил 26-годишен сириски државјанин, кој легално влегол во нашата држава од Република Албанија,
откако претходно бил во Турција и Италија, а кој планирал да замине во Србија. Покусото за држување во полициската станица Тетово предаден е во транзитниот центар Табановце. Фудбалските прволигаши утре ќе го одиграат вонредното 23-то коло. Фудбалските прволигаши утре со почеток во 14 часот ќе ги одиграат надпреварите од 23-тото првенствено коло. Најинтересно се очекува да биде на стадионот Благој Статов во Струмица, каде Академија Пандев ќе биде домаќин на Ренова. Струмичани се уште немаат победа во пролетниот дел, додека Ренова игра во одлична форма и има 3 победи на 4 надпревари годинава. Тренерот и капитенот на Ренова очекуваат тежок надпревар, на кој се надеваат на позитивен резултат. Ќе биде многу тежок надпревар, се знае после полазот на Академија у Скопје од работнички, значи, али ние мора да одиграме на ниво и на тој надпревар. Прво да се спремиме добро за тој надпревар и да пробаме да извадиме добар резултат. Па биće тешка утакмица, али уште сме у добру серију и мислим и надам се на позитивен резултат. Фудбалерите на Шкендија на градскиот стадион во Тетово ќе играат против Работнички. Овие две екипи минатата седмица се сретнаа и во Купот на Македонија. Надпреварот заврши нерешено, но Шкендија се пласира во следната фаза. На останатите 3 надпревари се среќаваат Македонија Ѓорче Петров Борец, Шкупи Силекс и Вардар Струга Тримљум. Тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!